Не знам дали слушнавте дека во Македонија се наоѓа еден од најдобрите наставници во светот. Може би и најдобриот, зошто да не? Иле Михајловски, верувам дека за многумина од вас веќе станува познато име и презиме. Се работи за наставник од Свети Николе од основното училиште Свети Кирил и Методи. И тој е еден од 50-те најдобри наставници во светот, избрани за една престижна награда, која што по 9 пат се случува оваа година. Оваа награда, чисто за објаснување, доаѓа од фондацијата Варкеј од Лондон со поддршка на УНЕСКО и Gemse Education. Чисто за објаснување дека вкупно 5000 биле номинирани наставници од 89 држави и токму нашиот наставник е избран меѓу 50-те најдобри. Ке зборуваме со наставникот во продолжение. Учителе, јас така милувам повеќе да велам. Добре дојдовте во Слободен печат. Добар ден на вас и на вашите гледачи и благодарам за поканата. Јас се обидов да направам едно интро за оние кои што можеби случајно, ќе речам, се среќаваат прв пат со вас. Ќе ви честитам за оваа престижна награда. Благодарам што сте успеале да влезете во оваа трка и да бидете една успешна инспирација и за во иднина, но ќе ви честитам и за уште нешто. 30 години кариера. Оваа година одбележувате 30 години кариера како учител. Така. Да, годинава се во септември се точно 30. Имав таа привилегија да си почнам со почеток на школска година уште од првиот ден, така да јубилеј 3 децениски. Благодарам и за честитките за ова што се случи и кое што мене уште не ми е јасно. Одговорна сте да бидеш меѓу тие топ 50. Одговорна сте затоа што и преку мене, и преку тие топ 50 финалисти, и преку сите останати кои што аплицирале, па и не аплицирале, ова е дадена можност да се слушне гласот на наставниците. Мојот глас е еден од сите тие милионски наставници кои што ги има во светот. Пред да навлеземе подлабоко во оваа манифестација, би сакала да позборуваме за вашите почетоци како учител. Вие велите 30 години веќе го пренесувате вашето знаење на идните генерации. Дали сте 30 години во истото училиште? Да. Да, ќе имам таа среќа 30 години да сум во истото матично училиште, со тоа што првата година бев вработен во нашето подрачно училиште во село Долно Ѓуѓанци. Таму работев една година, меѓутоа повторно под капата на Свети Кирил и Методи и потоа имав и среќата и можноста да следната година веќе продолжам во сегашното училиште и да целиот мој работен век е токму во тоа училиште. Како тоа се заљубивте во оваа професија? Прашање. Како дете го споменав неколку пати, не разнев со желбата конкретна дека сакам да бидам наставник. Некој талент од цртање ми се провеува од дете и мислев дека фокусот тоа е. Тоа сакам да бидам. Ова дојде сосема случајно, ама гледано од сегашен агол, ми се чини дека токму ова ми било предодредено, дека ова ми било мисија и со сето што ова скоро 30 години го работам, сватив дека енормна љубов имам кон децата, се наоѓам во состојба да знам дека ми исполнува секој присуство во училница и тоа е тоа. Не објаснувам, ама сосема случајно излегува или имавте некој можеби модел пред вас, инспирација за да ја одберете оваа професија? Како се одлучивте да јас ќе студирам? Па тоа беше веројатно планот Б, кој што во моментот кога планот А требаше да се случи, јас немав план Б. Потек за сето ова можеби секој човек си ја памти својата учителка, својот учител. На мојата се сеќавам како исклучителна прекрасна личност, веќе покојна. Меѓутоа многу доблести сум ги стекнал и од неа, многу доблести и морални вредности попатно сум ги добивал и од мојата класна Зујка. Драго ми ако гледа. Ти оставале печат, тие те облекувале. Тоа е мојата улога и денес, да обликуваш деца, да ја даваш базата која што им е сериозно потребна во животот. И сето тоа веројатно потајно некаде во мозокот си тлеело и се случило тогаш кога треба. Повторно ќе кажам, некои работи се случуваат не затоа што ние ги планираме, туку затоа што едноставно е пишано да се случат и мислам дека јас сум еден од тие пишаните дека ова треба да ми биде професија. Така и со оваа награда, меѓу 50-те
ништо не е случајно. Веројатно. Но сте аплицирале, сепак вие сте направиле некаков чекор зашто само од себе не може да ве најдат нели на мапата. Да. Како дојдовте до информацијата дека постои? Јас веќе години наназад знам дека постои Варке фондацијата, дека година за година, веќе 9-та е оваа година поред се случува избор за глобална награда за наставници. Самото учество како такво, цело време зборам, ми беше чудно. Си мислев имам ли доволно багаж за да учествувам, земајќи во предвид дека е на светско ниво. Поттик добив, иако многу малку недостасуваше да не ја пополнам апликацијата, верувајќи дека јас не сум доволно добар како апликант. Блиски луѓе ме потикнаа, добив номинација исто од блиска личност. Ја пополнив апликацијата, обсежна е, ми зема некои 3-3,5 недели додека да ја пополнам цела. Да. Самата апликација е во електронска форма, си постои на страната на Варке фондацијата. Кога влегуваш во неа, освен базата на основни податоци за тебе, каде работиш, колку години работно искуство, дури сите профили по социјалните мрежи кои што ги имаш ги ставаш како информација, имаат 10 обсежни прашања кои што опфаќаат различен сегмент на работата на наставникот. Почнувајќи од вашата приказна како наставник, кои сте, сериозно им е важно да слушнат, до вашиот импакт како наставник во училницата, креативните методи, начини на работа, импактот во заедницата, градењето на децата како глобални идни граѓани во општеството, каков е вашиот импакт не само како наставник, туку и како човек во градот, во државата, вашите постигања надвор од државата. И тука имаш лимитиран фонд на зборови и си викаш што да напишам, што е во ред, што не е, нешто ќе прескокнеш. И на крајот има 10 можности за прикачување на документи, од кои што веќе двете ти се вашето професионално CV и препораката од училиштето. Значи останува 8. И сега си викаш во тие 8 што? И тука е тоа губење време, имаше потреба да направам одредени видеа кои што поблиску ќе ме доближат до нив како апликант. И на 7 декември вечерта притискање на купчето, давање на пријавата и си викам што биде нека биде. Важно сте се обиделе. Да. Но ете, вредело, што мислите со што ги освоивте? Пример, кога човек кој што е скромен се сомнева во постигнатото. Дали е доволно? Јас прво побарав мислење и став од некоја, мислам не некоја, многу важна наставничка, како и многу други во нашава држава. Побарав мислење и став од наставничката Весела Богдановиќ, која што во 2015-та во првиот избор на Global Teacher Prize влезе во топ 50. И сега после 10 години пауза, јас сум како втор наставник од Македонија кој што дојде до ова место. Како течеше процесот, како ова, како она, ама ти веруваш ли дека си пакет од човек? И веројатно мислела... А вие се познававте со нези претходно? Се познаваме, да. Се познаваме, меѓутоа некој друг ти ја дава вербата, ти го дава поттикот, те турка нанапред, ти вика можеш. И таа ми предочи одредени работи за кои што, иако се дел од моето портфолио на работа, како такво, ти си човек кој што е како цел пакет, кој што нема и само фокусот во образованието, иновативноста во образованието, со години си застапник на децата со посебни потреби. Си имал отворен дневен центар, познат си во Македонија широм како хуманист кој што таргет му се децата. И тука е тој дел кога поддршката е потребна, ја добив и веројатно и тој пакет на таквите постигања допрело до судиите во процесот на разгледување на мојата апликација. Ја споменавте учителката Весела и јас ја имав некако во моите прашања, подоцна ќе позборуваме малку, ќе направиме паралела со тоа. Не случајно ви го поставив ова прашање со што сте ги импонирале, што забележале кај вас од како реков 5000 номинирани учители, да ве забележат токму вас таму некој во Македонија. Најдобар наставник на општината Свети Николе 2 пати, награда 14 септември на општина Свети Николе за управување со образованието во општината.
Потоа, од регионалниот актив на новинари Исток, од Штип прогласен за најстакната личност во образованието, во 2019 година Михајловски е прогласен за најдобар наставник во поранешна Југославија, а Сдруженијето Скопјанката мајка Тереза го прогласува за хуманист на годината. Дополнително ја добива и наградата за најинклузивна практика со примена на асистивна технологија во избор меѓу 33 училишта од Македонија. Ова се дел од тоа што можев јас да го најдам, верувам дека има уште многу. Честитам за се во ова, навистина се ежам од се тоа што всушност сте го правеле низ годините, но посебен наклон за вашата посветеност кон дечињата со попреченост. Сакам малку за тоа да позборуваме што е тоа што го правите вие низ годиниве. Јас бев од почетокот, ако почнев 95-та година како наставник да работам, 99-та за прв пат аплицирав тогаш во Институтот Отворено општество во Скопје. Аплицирав проект кој што исто како за се што се сомневам дека вреди. Кога е мојата работа во прашање, ми беше одобрен проект и тоа значеше отварање на првиот дневен центар во Свети Николе наменет за децата со посебни потреби. Тој центар работеше од 99-та до 2007-та, за жал морав да го затворам. Од една проста причина затоа што донаторите во текот на работата како таква на тој центар бараат и поддршка од заедницата, односно од општината. Јас таков момент немав. Дури во првиот проект кога го поднесов беше, ајде да речеме, аматерски проект, ама препознен, дури не вметнав средства за изнајмување на простор, надевајќи се дека ќе добијам од општината. И најмалку знае од јавноста. Секогаш така излегуваат работите, кога најмалку очекувате. Така, и најмалку од јавноста знае дека првата година за да ја исплаќам киријата за центарот кој што го отворив, напоредно работев и како диџеј во дискотека во Свети Николе и заработените пари од таму ги вложував како пари за исплаќање на кирија на тој дневен центар. Во текот на тоа работење на центарот беа опфатени децата од општината. Имаме во нашето училиште тогаш имавме училница паралелка за деца со посебни потреби, сите беа прифатени како дневни активности, значи таму сме славеле роден ден и сме имале едукативни работилници со нив, едно нивно катче во кое што може да се дружат. Тоа да биде инклузивно, претпоставувам. Инклузивно, па за 99-та беше чудно да го зборуваме по името инклузивност. Меѓутоа, она што ми помогна да додека работев со тој центар е присуството на голем број на европски семинари во кои што се надоградив многу, затоа што јас пред се сум моделенски наставник, не сум дефектолог. Сега по затварањето на дневниот центар, се што имав обезбедено како инвентар, опреми и така натаму, го донирав во моето училиште. Тоа ми беше прашање што се случи. Си викам од тие деца пак за тие деца. По затварањето на центарот се обидов низ сето искуство кое што го имав да го пренесам во моето училиште и тука се случи процесот на асистивната технологија. Тука се случи моментот да бевме прво учествувавме на еден проект финансиран од Швајцарската агенција за развој. Нашето училиште го доби проектот, за тогаш вредеше 70.000 евра. Нашето училиште доби и единствено во државата кој што има совраќаем полигон за деца со посебни потреби во склоп на училишниот двор. Тогаш дополнително ја реновиравме училницата за децата со посебни потреби. Потоа имав момент кога за прв пат во моето одделение имав аутистичен ученик. Една неверојатно успешна приказна и нека слушна јавноста колку овие дечиња можат да ве сменат на позитивно. Импактот кој што Димитар за прв пат го именувам како ученик, импактот што тоа дете го даде на мене и на останатите 19 ученици, импакт за кој што ќе зборувам додека сум жив. Тешко беше, немавме, тоа беше период кога немаше образовни асистенти, се плашев како Димитар да го представам пред 19 други првачиња од 6 години, како ќе го прифатат. Димитар денеска е средношколец, половина од неговото одделение во средното училиште се дел од истата генерација и е неверојатно прифатен и можеби тоа е најуспешното нешто што мене на срце ми лежи како постигање. Колку како учител ги следите останатите ученици и се гордеете за нивните успеси? Имате успешни приказни низ Македонија, низ светот?
Што Голем ги број од следите? моите веќе возрастни ученици, голем број од нив се млади лица кои што завршиле факултети, секој според своите способности кои што ги има и желба за градење кариера, успешни во полето во кое што делуваат. За жал некои примери заминале од Македонија се расширени никаде по светот. Горд сум на секоја моја генерација генерално. Ме радува гледајќи сликата дека се пред се своји, изградени, имаат високи морални вредности, тоа е неголемата награда. Сте инспирирале некого да стане учител? Знаете некоја таква приказ? Мислам дека во сите генерации нема, барем колку што се сеќавам, нема. Ова е прво прашање кое што некој новинар ми го поставува. Меѓутоа, од различни сегменти, многу од моите ученици низ генерациите има изразен талент за цртање. Тука сум многу радосен. Многу од моите ученици низ генерациите го наследувале печатот на убавото пишување што нивниот наставник го има. И тука го гледам моментот дека во секој од моите ученици, дали помалку, дали повеќе, има нешто оставено од мене, поголема награда од тоа нема. Да се навратиме повторно, наградата најдобар наставник во светот, меѓу 50-те, добивте многу поддршка медиумска, добивте поддршка и од претседателката, од локалната самоуправа, да не редам, навистина огромна поддршка. Мислам дека секаде се расчу вашето име. Мене ме интересира каква е поддршката од вашите ученици, како тие реагираат на ова? Прво, благодарности на вас како медиум, на сите национални телевизии кои што излегува во пресвет, на сите интернет портали, пишувани медиуми и така натаму и така натаму. Миле Михајловски ќе беше апстрактна имен како ни се случеше ова, ако вие не го расширевте низ секој агол и во секој дом во Македонија. Јас нема време да ги соберам прво импресиите за да стасам секаде и токму тој ден кога по интервју влегов во училница, моите ученици во моментов се трето оделение, наставниче, ти си добил нешто. Малички се веројатно да го разберат нештото што мене ми се случува, меѓутоа радоста во очите кажа се. Предпоставувам дека тие информацијата ја добиле преслушувајќи ја дома од нивните родители. Во меѓувреме стасува честитки од мои претходни ученици, од други генерации, кои по телефон, кои по пишана порака, SMS порака, по месенџер и така натаму. Така да, драго ми. Исклучително ми е драго кога ќе прочитам од било кој мој ученик дека се радува за тоа што за вашите успеси. За успехот кој што моментално мене се уште не ми е јасен. Што следува од сега гледано во однос на оваа манифестација? Вие сте меѓу 50-те, кои се следните чекори, што треба да очекуваме? Оно што јавноста можеби не го знае во поглед на сето ова како манифестација и начин на одржување, дека од сите поднесени апликации прво се објавува оваа топ 50 листа на финалисти, следнова утре денот Д, така знаат американците да го наречат. Утре веќе се објавуваат топ 10 финалисти кои што се избрани од овие топ 50. Значи кругот се стеснува и од 10 до 13 јануари кога сите топ 50 финалисти одбрани од светот, февруари, се извинувам, заминуваме во Дубај. Утре денот во кој што ќе се случи тоа што треба да се случи, немаме никакво влијание, ниту ние како финалисти, ниту вие како медиуми, не постои процес на онлайн гласање, тоа целиот процес на оценување го работат токму тие 90 еминентни судии. Кои што е непознати? Непознати се. Дел се од Варке фондацијата, тие ги избират, меѓутоа тоа се судии кои што се експерти од многу полиња, меѓу кои образованието. Детално се прочешлува вашата апликација и се предпоставувам дека во овие топ 10, избрани од нас топ 50, ќе се одбира што е она уште потесно како успех, затоа што во сегашните топ 50 за секој од нас стои на англиски напишана одредена биографија од самата апликација. Оно што во топ 10 се однесува, влегуваат оние кои што можеби одредени нивни успеси се уште се чуваат од апликациите, па ќе ги истакнат како такви. Искрено дали ќе бидам таму и дали ми е местото, тоа судиите и со Господ напред.
а веќе на самата свеченост во Дубај, морам да кажам, првата вечер на 11 е една свеченост, а втората вечер на 12 февруари е главната свеченост, на која што токму овие топ 10 финалисти кои што ќе се знаат утре, директно се повикани на сцена, си имаат модератори, меѓутоа, освен најглавните од Дубај, тука се представници од УНЕСКО, од Games Education, што ме за светски глобален самит, значи луѓе од целиот свет, ќе бидат повикани тие топ 10, како на Оскарите, така и тука, после одредено интро за секој топ 10, се вади пликот и се чита победникот. Сакам да ве видиме меѓу тие 10, но без разлика на исходот, ќе раскажете уште една успешна македонска приказна за еден учител од Свети Николе, нека чуе светот какви учители имаме. Ќе имате едно одлично искуство таму, ќе запознаете многу учители други од светот, што можеби ќе донесете некој искуство од нив. За самиот крај споменавме Весела Богдановиќ, која што била првата македонка како дел од оваа манифестација. 10 години воопшто никој не се пријавил македонец, ова ми остана како мистерија. Не можам, тоа сознание го немам дали во тековните 10 години некој македонски наставник аплицирал. Може би аплицирал, не можам со сигурност да кажам, меѓутоа при тоа да не влегол во самата таа топ 50 финалисти како такви. За годинава исто, за другите не знам, немам сознание дали аплицирал некој. Меѓутоа, оно што сите наставници во Македонија па и во светот треба да го знаат, годинава за разлика од порано дадена е двојна можност. Првата е некој да те номинира, не мора да е тоа наставник, значи некој кој што сериозно добро ја познава твојата работа, да те номинира, па потоа преку електронска пошта да сватиш што ти се случува и да пополниш апликацијата. Меѓутоа, ако имаш доволно голем багаж на успеси, можеш и сам да се пријавиш како наставник, да ја пополниш таа апликација која што подеднакво ќе биде разгледана и од оној кој што е номиниран како таков. Јас скоро сум убедена дека вашата приказна ќе инспирира многу учители кои што не гледаат во моментов и дека ќе аплицираат и уште многу македонски имиња ќе бидат дел од оваа листа. Дај Боже, се надевам и Македонија, иако е малечка, има голем број на квалитетни наставници. Се согласувам, ви благодарам многу, ми беше задоволство, многу прашања останаа непрашани, затоа што навистина сте инспиративна животна приказна. На самиот крај верувам дека читате весници, ќе ви подарам еден весник Слободен печат. Благодарам. Да уживате низ нашите страници, ви благодарам што бевте дел од нашата програма и што одвоивте време. Посакувам успех. Почитувани, вас ќе ве оставам да уживате низ содржините на Слободен печат.